Да отвориме во Битие 6 глава, 8 и 9 стих, да се подсетиме на Ное. Среди целата таа злоба, значи знаеме како бил предпотопниот свет, докаде стигнал. Ное се издвојува. Ама Ное најде благодат во Господовите очи. Ное беше, 9 стих, праведен, непорочен човек во своето време. Ное одеше со Бога. Оној најбитниот дел. Ное одеше со Бога. И рековме, нема друго чаре, нема друг начин како ние би можеле да успееме, освен ако одиме секојдневно со Бога. Иако многу лесно можеме да подпаднеме на различни влијанија околу нас и да полека свртиме од патот. Но е успел. Нашол милост, тоа е првото што го читавме, и не случајно, нашол милост и Господа, но бил и праведен, непорочен, значи послушен, и одел еднакво со Бога. Имал цврста вера, која што вера била жива вера, што се гледа, нели, огледа во тоа што 120 години упорно работил на проектот кој што му го дал Бог, значи, за да може да се спаси некоја душа на бродот. Ное, за разлика, значи Ное и 7 души со него, од неговото семејство. 8 души имаме, само наспроти, не знам колку, ама веројатно неколку милиарди. Може да замислите таква ситуација. Сите други толку се потонати во зло. Како дошло до таа ситуација? Значи, ако Ное одел со Бога, тоа значи дека одел во спротивна насока од целиот друг свет. Тој свет одел од Бога, одел од зло во зло. Че ние денеска живееме во свет, кој што наликува на тој предпотопен свет. Библијата вели, ќе биде како во Ноево време. Светот оди од зло во зло. Слушаме секојдневно. Денеска читам, окей, во ред, може би некои од тие работи се и неточни, на интернет се може да најдете, меѓутоа, ништо чудно и тоа да се случи. Вика, во западните земји, вика, се повеќе, вика, е присутна, вика, една појава, каде што, вика, луѓето сакаат да имаат односи со животни. Страшна работа. Што е Содом и Гомор? Се повторуваат работите, тоа е запишено. А вие, која ќе има возможите едно нешто, па друго, па трето, па ќе посакаат и тоа е човекот. Тоа е злото во човекот. Кој знае докаде се тоа ќе иде? И сега замисли си, ние сме во ситуација да бидеме или како Ное, или како светот, не можеме. Се раздвојуваат светот и Ное. Ние денеска, налик на Ное, проповедаме порака која што е така наречена ангелска вест, порака за ова наше време. Порака како што и Ноевата порака го поларизира, го двои светот. Зошто? Зато што повикува на светост, повикува на да Бог се прослави, да се боиш од Бога, да имаш страв од Господа. Стравопочит, секако. Значи, да одиш спротивно на она о кое што оди светот. И тоа страмоглаво. Во Јован 17 глава, да се сетиме ќе да отвориме во Јован 17 глава, да се сетиме на тоа како Исус се моли за своите ученици. Тоа е молитва не само упатена до апостолите во тоа време, туку и до сите нас, сите идни генерации кои што сакаат да бидат Христови следбеници. Видите што вели од 14-16 стих, познати зборови. Јас им го предадов Твоето слово и светот ги замрзи. Ное го прими Божието слово во свое време и беше омрзено светот. Минатиот пат видовме ништо се е морал да помине, какви групи на луѓе имало, подсмевачи, подигрувачи. Че јас им го предадов Твоето слово и светот ги замрзи, зашто не се од светот.
не се извинувам, зашто не се од светот, да, 14 стих, како што и јас не сум од светот. 15 стих вели, не те молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од лукавиот. Како и Ное. Ное бил запазен среде таа неволја. Не бил земен, кој што нели некои веруваат, христијани, дека во последно време ќе бидат земени и нема да видат ништо од неволите. Не. Исус и за апостолите и за сите нас се моли да бидеме сочувани во тој свет кој што се повеќе оди од зло во зло. Освети ги во својата вистина, Твоето Слово е вистината. Ако сакаме да се посветуваме, тоа го можеме само преку Словото. Преку дружење со Словото, ние одиме со Господа. Тоа го правил Ное, така успеал. Мораме да одиме спротивно од светот. Ако случајно некои од нашите чекори се паралелни, односно се еднакви со светот, тоеж веќе тоа е аларм. Зашто светот оди од зло во зло. И се повеќе и повеќе ќе чувствуваме од тие кои што одат во зло, омрза кон нас, затоа што ќе им бодеме очи, под наводници. Ќе им ја расипуваме забавата, ќе им боричкаме во совеста. Затоа не сакаат, затоа се исмеваат. Не знам дали денеска Олгица, тој свој коментар, мислише баш она Боки 13 и Ивица, не знам, или па некој понов некој настан, меѓутоа, јас ви спомнам, тоа го гледав и навистина се чудам, меѓутоа и нема што да се чудам кога ова го читаме и гледаме каков бил предпотопниот свет и каков е и денеска. За жалење се таквите, навистина треба да се молиме за таквите луѓе да Господ, ако има се уште шанси, ги освести, а не да се исмеваат на свештеното лице, во случајов Ивица, кој што кажа се по Библија. Дури во една прилика Бог им му вели на него, ѓаволот е кај вас. Не кај нас, туку кај вас е ѓаволот. Со тие зборови. Што сакате? Што може да очекувате? Да отворим сега во Матеј 22 глава. Овде имаме една парабола, се вика свадбена гозба. Сеќаваме сите на оваа парабола. Значи, Исус кажува дека Небесното царство приличи на цар кој што му направи свадба на сина си и прати. Испрати своји слуги да ги повикаат, повиканите, поканетите, оние кои што имале покани. Не се одзвали ни првиот пат, ни вториот пат. Немало одзив, оние кои што биле повикани. И на крајот вели, значи читаме од 9 стих, тука ни е поважен овој дел. Од 9 стих читаме, значи, затоа излезете на раскрсниците, вели, значи, царот на своите слуги, и колку ќе најдете, поканете ги на свадба. И слугите излегува на патиштата и ги доведува сите кои ги најдоа, и лоши и добри. И свадбата се наполни со гости. Значи, на што ќе личи таа свадба кај што нема гости? Тоа не е. Така да, одбиле првиот пат, одбиле вториот пат, да не се задржуваме сега за кого се однесува овој повик. И на крајот вели, излезете на раскрсниците и повикајте кого ќе најдете. Мора да има гости на свадбата. И повикале. И сега едниот проблем е решен, меѓутоа сега гледаме еден друг проблем меѓу повиканите. Тука е моментот на кој што ќе се задржиме. Дошли гостите, се наполнила салата, нели, каде што треба да се одржува свадбата, и кога царот влезе да ги види гостите, на што се однесува овој момент? Кога тоа царот ги гледа, значи да види, што сакал да види царот? Да види дали гостите се облечени во свадбена облека. Чи соодветната облека за на свадба. И виде таму еден човек кој не беше облечен во свадбена облека. Туку како беше облечен? Како по дома, да речеме во Бермуди отишел на свадба. Мислам, што и не се оди, нели, не долишно е ни за воопшто за било каква свадба, камоли на царот, на царевите. Како и да е, на свадба се знае како се оди.
И му рече, пријателе, како влезе тука без свадбена облека? Ова се однесува на истражниот суд. Ова е истражниот суд, всушност. Царот ги гледа гостите и забележува дека еден вели овде, меѓутоа може имало и повеќе, не бил облечен во свадбена облека. Што мислите, како можеме да се најдеме на таа свадба? Како единствено можеме да се најдеме на таа свадба? Еви сега еден допир до пуката, или оправдување со вера. Единствено ако сме облечени во Христовата праведност. Таа свадбена облека е Христовата праведност. Овој веројатно влегол, надевајќи се дека може да се спаси на друг начин. А кој да е тој друг начин? Не бива. Што му одговара царот? Односно, што одговара на ова прашање први на гостот на свадбата, овој кој што не бил облечен во свадбена облека? Дали имал да каже нешто? Молчеше, вели. Што ќе каже во своја одбрана? Ништо не може да каже. Да не се најдеме во една ваква ситуација да ние замолкнеме. Тогаш царот им рече на служителите, врзете му ги нозете и рацете и фрлете го во крајна темнина. Таму ќе биде плач и шкртање со заби, зашто мнозина се повикани, но малкумина се избрани. Познатиот омилениот стих на Нихат. Мнозина се повикани, малци не избрани, така ли? Да. Каде ќе заврши оној кој што нема да биде облечен во Христовата праведност? Еве гледаме. Единствено така. И сега ние живееме во времето на истражниот суд, драги браќи и сестри. Тоа го прави ова време, кое што е посебно, и навистина посебна е честа да живееш во ова време. Сите библиски херои сакале да живеат во времето пред Христовото доаѓање. Посебна е честа, но меѓутоа е посебна и одговорноста. Живееме во времето на истражниот суд. Кој знае од нас кога царот ќе погледне на мене? Нели вели таму дека судот на мртвите ќе заврши, а кога ќе почне судот на живите, никој не знае. Ние сме во времето на тој истражен суд и никој не знае кога ние би дошле на ред. И дали ние сме соодветно спремни и облечени за таа свадба. Затоа што ако не сме облечени во соодветната свадбена облека, во Христовата праведност, ние не можеме се најдеме таму. Ајде да видиме како Јован, ова беше Матеј, како Јован во Откровение пишува на оваа тема во 3 глава Откровение. 5 стих. 3.5 Откровение вели, кој победува ќе се облече така во бели облики и нема да го избришам неговото име од книгата на животот, но ќе го признам неговото име пред мојот татко и пред неговите ангели. Значи, кој е оној кој што е облечен и може да се облече во свадбената облека? Тоа се тие бели облики. Свадбената облека е, нели, Христовата праведност. Овие бели облики овде ги облекува оној кој што победува. Што победува? Што треба да победиме? Па греот пред се, нели, и светот и така натаму. Но е бил тој кој што го победил светот, ги победил сите влијанија негативни на овој свет, го победил гревот, нормално со Божја помош, затоа што нашол милост кај Господа, па бил и непорочен и свет бил, едноставно во свое време. Ние единствено со Христа можеме да победиме, единствено со неговата праведност можеме да влеземе на таа свадба. Но како ќе победиме ако ние денеска не сме победници? Како ќе победиме ако ние денеска можеме не одиме со Господа, туку одиме можеби во друг правец, одиме по светот и со светот. Секој од нас поединично може да си даде одговор на тоа, меѓутоа црквата како црква, колективно, се уште е црква која што се бори. Црквата не победила. Оти ако беше црквата победник, Христос ке дојдеше. Зашто Елен Вајд вели дека Господ на тоа чека. Не чека на папата, на не знам што, на некои околности. Да, тоа може многу лесно да се случи, меѓутоа пред се чека на својот народ.
Кога неговиот народ ќе го отсликува неговиот карактер, Христовиот карактер. Што е тоа? Христовата праведност. Живееме во време на истражниот суд и живееме во време се уште на милост, додека Исус што прави горе? Се застапува за секој од нас. И знаете ли што? Кога не сме победници, ако нашиот живот е падни стани, знаете ли дека ние со тоа го задржуваме Христа горе? Зашто тоа треба да посредува за нас, за секој греф. Има кајање, нели, ако се кајаме. И Господ Исус е тој кој што посредува за нас. Кога би се случило да еднаш, со Божја помош повторно, престанеме да грешиме, станеме победници, Исус нема што веќе да посредува за нас. Нема веќе греф, нема веќе кајање. За мене, за тебе, за оној, за овој, за сите оние кои што одбрале да одат по тој пат. А од друга страна, го имаме мноштвото, кој што ќе ја одбие милоста, ја одбива милоста и оди од зло во зло. И ќе дојде момент кога сите мисли ќе им бидат зли, како што беше во времето на Ное. И за нив Исус веќе нема што да посредува. За нив е се завршено. Овие другиве, праведните, кои што победиле, престанале со гревот, за нив нема што да посредува. Тие се запечатени веќе. Не грешат повеќе. А овие другиве, од зло во зло. Од зло во зло. Нема веќе чаре за нив. И за нив нема што да посредува. Тогаш Исус ќе биде спремен, ќе ја остави таа просвештеничка облека и служба, ќе ја земе царската облека, ќе дојде. Ќе тргне кон земјата. Дали сваќаме дека ние со секој греф го задржуваме Христа горе, а тој е милостив, тој е долготрпелив, нели, како што проучувавме во 2 Петрово 3 глава, и чека да што е можно повеќе се покајат и дојдат до спасение. Затоа навидум изгледа дека тој се бави со своето доаѓање. Меѓутоа не е така. Тој секојаш точен, но е долготрпелив. Значи, поради постојано грешење, Исус продолжува со посредништвото. Го задржуваме, а нели треба да бидеме народот кој што ќе го забрзува Христовото доаѓање. И сега отворете во Откровение 22 глава. Нели е ова сликата на Ноевото време? Кога Господ решил да пушти потоп во Ноево време? Да, дал време на милост со 120 години. Тој во своето презнање знае. Но, тоа бил моментот кога целото она мноштво, не знам колку милиарди, веќе немало никакви шанси да се вратат назад. Сите мисли им беа зли. Таквиот човек не може да се покае. Нема никаква добрина во него, ништо нема. Светиот Дух не допира до него. А од друга страна, овие 8-те влегле, односно цели 120 години работеле на изградбата на ковчегот, на арката, на бродот, како сакате, се посветувале и сите оние кои што го слушале Ное, па може би претходно умреле, нормално, но во тој момент тие 8 души се посветувале и како свети, праведни, се качеле на бродот и биле спасени. Овие други, крај за нив било. И Господ има ситуација кога може да го пушти потопот. Се доека има шанси да некој се покае, тој не би го направил тоа нешто. Така и во последно време. Читаме во Откровение 22, 11 и 12. Кој врши неправда? Значи, ќе дојде момент кога нема враќање назад. Нема назад, така можеме да ја насловиме оваа тема. Кој врши неправда? Нека врши уште неправда. А кој е нечист, нека се онечистува уште. И кој е праведен, нека врши уште правда. И кој е свет, нека се осветува уште. Да, овде се измешани 13 по 12 стих во Константинов, 12 стих. И ете, доаѓам скоро и наградата моја е со мене, за да му дадам секому според неговото дело. Првиот и последниот почетокот и свршетокот. Значи, имаме ситуација кога нема веќе враќање назад. Во кој правец одиме? Дали се посветуваме или пак вршиме и правиме се уште неправди, односно греови. Доаѓаме во момент кога нема враќање назад. Оние кои што вршат зло,
вршат и понатаму зло. Нема веќе враќање назад. Оние кои што се посветуваат и понатаму се посветуваат. Запечатени се и едните и другите. Само оние, едните праведните со печат, овие другите со жик. И тогаш Господ може да дојде. Исус веќе нема што да посредува. Решен е случајот на секого. Живееме во сериозно време. Навистина. 1 Јованово 3.2 и со ова ќе завршиме, пошто веќе времето не гази. 1 Јованово 3.2. Возлюбени, сега сме Божи деца и уште не се откри што ќе бидеме, но знаеме кога ќе се открие, кога ќе дојде Исус, ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. Божиот народ мора да стане сличен на Христа, да го има Христовиот карактер. Имаше една книга, има се уште постои, со утренски стикови од Елен Вајд, слични на Христа. Сеќавате, можеби, слични Христу. Нека Господ ни помогне да бидеме победници. И само како такви можеме да влеземе на јагнетовата свадба. Да одиме како што одеше Ное со Господа, не со светот. Да одиш со Господа значи спротивно од светот. Тоа значи да бидеш омрзан од светот. Тоа значи да бидеш исмеван и така натаму. Да те прават луд, како што Ное го доживеа сето тоа. Но тоа значи спасение, тоа значи единствен пат кон вечен живот и живот со нашиот Господ, нашиот откупител. Секој од нас може да избере. Ја верувам дека сите ние избравме да одиме по патот кон спасението, патот кон Христа, затоа сме и овде. Нека Господ не води и не чува и во оваа нова седмица во која што уште малку ќе навлеземе. Амин.